civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ние веќе подолго време, би рекол повеќе и од една деценија, имаме една жестока деструктивна политика, водење на политики кои го контаминираат јавниот и политичкиот дискурс во таа насока што едноставно не може ни едно прашање да помине, а да не се ispolitizira. Пописот е многу стратешки важна точка во креирањето на атмосферата во земјата, во општеството, во јавноста, од националистичките или би рекол ултранационалистичките и воедно и антизападните структури во политиката. Пописот може многу лесно да се претвори во оружје, во онаа битка во која се дискредитира политичкиот противник кој има прогресивна проевропска или проевроатлантска концепција, односно однесување во политиката. И имаме одлична алатка во рацете на тие структури кои би сакале преку пописот да прикажат една поинаква ситуација или пак ситуацијата која е на теренот врз основа на прибрана, нели, формирана слика, врз основа на експертски, на стручни, на тотално неполитички процеси и постапки, да ја прикажат како алатка во која и распоред на сили, под наводници сили, во земјата кои им одговараат на нивните националистички концепти. Тоа е една од главните поенти на голем дел од политичарите кои и припаѓаат на онаа десничарска националистичка групација во земјата. Таа нема само една етничка позадина, зборувам за двете најголеми заедници и дел од нивните, само еден дел од нивните политички представници. И тука имаме една ситуација во која национализмот, односно меѓуетничките односи, стануваат главна тема буквално во сите области. Дури и во една статистичка операција каква што е пописот, или како што директорот Цимовски во подготовките за разговорот за оваа средба кажа дека таа има врска со политиката, меѓутоа со развојната политика на една земја. Има врска со една сосема поинаква сфера на действување и функционирање во општеството, меѓутоа политичката фела пописот го зема во рацете како аргумент да покаже или да докаже, по наводници пак докаже, дека онаа другата страна е всушност попустливата. Пред се работи за процентот на етничките заедници во земјата. И тоа е онаа калкулација која дел од политичарите, дел од политичките партии, политички структури во земјата се обидуваат да ја вметнат во сообраќај и да предизвикаат дополнителни турбуленции во земјата. Едноставно се работи за калкулација на тие структури кои, знаете, во крајна линија може и да не ја постигнат својата цел. Меѓутоа, доволно ќе биде да внесат сомнеж во оваа операција, доволно ќе биде да внесат сомнеж и во оваа институција која очигледно работи во чекор со врвните методологии и очигледно и технологии. Меѓутоа, она атмосфера, создавање на атмосфера во која граѓанките и граѓаните имаат се помалку доверба во институциите, без оглед на тоа дали тие заслужуваат или не заслужуваат, едноставно креирање на атмосфера на теорија на заговор е доволно добар резултат за нив, затоа што ќе се вклопи во мозаикот на целокупната стратегија, политичка стратегија, во која се разнишува
врската меѓу граѓаните и институциите и во која профитот секако дека го извлекуваат малкумина во тие политички структури. Имате вие ситуација во која 2011 година беше толку очигледно дека се работи за една класична кампања која имаше изразито националистички карактер, употребувајќи, односно злоупотребувајќи една толку нормална, редовна ситуација како што е спроведување на попис во една земја. И таа уште се влече од 2011 година, вие од време на време гледате мини кампањи, па и поголеми кампањи, како што ќе се ближи времето на пописот, тие ќе стануваат се погласни и поголеми, во кои вие 9 години имате ситуација во која никој не, или ретко кој од нив се согласува да разговара воопшто за одговорноста и за професионалната и за политичката одговорност на оние што го започнаа, потрошија неколку милиони, мислам дека се околу 3 милиони. Околу 8, ако мислиш. Се скратува од 8 на 3. Беа 14 предвидени. Беа прво 14, па падна на 8, меѓутоа беа 2,8 милиони. беа докажани, барем беа во СЈО беа околу 3 милиона. Точно така. И сега имате да. Точно така. И вие имате ситуација во која 9 години се води кампања дека се прекинал пописот заради тоа што Али Ахмети или пак некој албански политичар во Македонија, политичар албанец во Македонија, барал да се прекине за да не се прикаже вистинскиот процент на албанците во земјата. Ако некаков ќар има тие луѓе што беа на власт во тоа време, беше тоа да не се прикаже дека има огромен број на луѓе заминато од земјава. Ако веќе зборуваме за тоа. А што може да биде индикатор за лошите политики и практики токму на таквата власт. Без оглед на тоа што постои тренд на иселување особено на младите од земјите на Западен Балкан па и пошироко. Значи имате ситуација во која 9 години трае една тивка или помалку тивка кампања во која пописот се поврзува исклучиво со етничките прашања, односно меѓуетничките односи. И тоа вие знаете и кога имате кампања која е замаскирана со имиџот, еве се разговараме за економија, еве разговараме за други прашања кои навидом немаат врска со меѓуетничките односи, одредени политички структури во земјата, било да се на едната или на другата страна, да не ги набројуваме, тие, бидувајќи националистички структури, едноставно тоа го доведуваат повторно во врска со меѓуетничките односи. Повторно во врска со национализмот во рамките на своите заедници. За да можат да добијат што е можно повеќе политички профит, за да можат да останат на власт, односно да бидат лидери во одредени заедници. И се разбира, кога не се на власт, тогаш да предизвикуваат што е можно повеќе турбуленции. Најефтина алатка е токму национализмот, а најголем е профитот од нив. И заради тоа се политизира и оваа операција во општеството, толку потребна за развојна политика. Нема врска со некоја друга тема која што тие ја наметнуваат. Бидејќи се уште ова е ехото на политичкиот дел од прашањата, прво и основно јас не гледам зошто една институција која по својата природа е исклучително стручна, научна, математичка, да кажам, малце со пообичен, ја користите науката за да можете својата стручност да ја спроведете на дело, да кажам математика е малце со пообичен народски говор. Не гледам зашто една таква институција не би сакала да ги прибере сите можни податоци. Па нека биде тоа и етничка припадност и податоци за домаќинството, затоа што врз основа на тоа потоа се
прават развојните политики, колку училишта на кој јазик треба да се направат и така натаму и така натаму. Тоа нема зошто една ваква институција да се плаши од политиката, чекај ако ја ставам таа графа таму, што ќе предизвика тоа во општеството. Едноставно нема зошто тие да се грижат за тоа, според мене. Политичарите, медиумите, јавноста и граѓанските организации треба да се грижат да ја тргнат политиката од оваа стручна операција. Токму тоа е наша одговорност, не е нивна. Нивна одговорност е да си ја направат стручната подготовка и да си ја спроведат операцијата најдобро и најпрофесионално што може. И очигледно тоа и го знаат. Како да го направат и можат да го направат. Наше е ние да ги одбраниме од ваквите контаминации во процесот и заради тоа сметам дека треба буквално сите информации што тие сметаат дека треба да ги имаат, зашто не и таа информација да ја имаат. Таа политичката димензија на тоа е веќе за сосема поинаков тип на активности во јавноста. Тоа што се поврзува пописот со избирачкиот список, повторно е уште еден аспект на политизацијата која најде за жал погодно тло и во дел од граѓанското општество, кое повеќе од незнаење и ненамерно, јас верувам, а со најдобри намери да помогне, ги постави двете работи на исто место, на иста маса и тоа потоа како ехо уште одзвонува. Јас мислам дека конечно, исто како што резолутно пред 2 години го кажа тоа и господин Герасимовски и сега практично на ист начин го каже господин Симовски. Точка, да се повлече на линија, бидејќи двете работи едноставно немаат врска. Но јас се чувствувам повикан да одговорам како член на Цивил, организација која од 2008 година мониторира изборни процеси, дека ние никогаш како организација не сме побарале попис за да може за да го ставиме во корелација или релација со избирачкиот список. Ниту може да се добие, што велите, податок. Јас се сеќавам на една тркалезна маса, на едно советување, ми се чини во центарот на Скопје, во хотел, не викна невладини организации, странци, таму бевте и вие. И тогаш, може би прв пат го слушнав тоа и веламе, конечно разложен човек, бидејќи мене ми беше многу чудно, знаејќи ја природата на самиот избирачки список и знаејќи колку толку од општа култура што значи попис и пописна операција. Јас би сакал само да додадам нешто во врска со ова политизирање, ако има простор. Јас сум сепак оптимист наспроти, би рекол, не толку светлите перспективи што ги кажав кога зборував за политизирањето на пописот и на низа други теми во општеството. Јас сум сепак оптимист, бидејќи, знаете, колку и да се обиде одредена структура да внесе недоверба во институциите, во случајот во Заводот за статистика, кој ќе го спроведува пописот, на крајот одвај ќе чекаат сите да слушнат што е и на крајот на краиштата нема да биде прва и основна задача да се види кој што е во државата. Тоа е нормално, ќе го прават пиар кујните, туку и таму и на сите страни во сите заедници имате бизнисмени и ќе знаат колку им треба производи во квантитет да увезат за да можат да го продадат во државата, а колку не. И низа други работи, бидејќи во крајна линија ќе падне во вода национализмот кој се обидува од една ваква операција да направи да стекне политички профит, бидејќи профитите се прават на сосема друг начин и користат за нешто сосема друго. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.